Првото прашање беше поставено и минатата седница на пратенички прашања, кога инсистиравте по секоја цена, дајте побрзо да заврши истрагата, и тогаш и сега ви кажувам дека нема потреба од брзање за истрагата, туку треба да имаме квалитетна истрага, која што ќе ги има сите можни аспекти на разоткривање на целата оваа афера, во која што е вклучена државата и државните институции. Тоа што е пронајдено и што е во јавното обвинителство е покрената истрага од страна на Министерството за внатрешни работи на 19.11. и при тоа истиот ден известен јавниот обвинител, значи тоа не е на барање на јавниот обвинител, туку на барање на Министерството за внатрешни работи, каде што Одделот за организиран криминал ја води таа истрага. Сите работи кои што се најдени таму при претресот во домовите и така натаму се работи кои што се во полицијата, односно во обвинителството, се вештачат и така натаму, и за тоа ќе има сигурно информација, извештај и соодветна постапка во однос на ова работа. Дополнително, и оние информации кои што ви ги кажав, како и на кој начин е злоупотребуван целиот тој систем, за кој што и вие потврдувате дека е злоупотребен системот, со тоа што се најдени и слики, се најдени и 120.000, не знам, украдени идентитети, и се најдени други патни исправи и така натаму, кои што претпоставам дека се правеле годините пред да дојдам јас на чело на Министерство за внатрешни работи. Тоа е проблем кој што требал да биде процесуиран, меѓутоа не бил процесуиран. Најавено е дека на незаконски начин, и тоа е докажано, на незаконски начин се правени лични карти во Министерство за внатрешни работи. Па така еден од вработените со изјава пишува дека направивме лични карти без решение за живеалиште во Скопје, заради тоа што требаше на ефикасен и брз начин да се направат личните карти по наредба на претпоставените, бидејќи доаѓаа локалните избори. Ни беше ветено дека тие материјали, односно документи, ќе ги добиеме дополнително, што до ден денеска ги немаме добиено. Пред 2 дена добив ново известување, исто така од вработени во секторот, дека нови 424 лични карти се направени на исто така незаконски начин, под исти такви околности. Денеска да ви кажам и нов податок, значи да не биде состојба во која што е само нешто во Скопје правено, податок во Ресен и во Кичево, во кој што во двата града, исто така на незаконски начин, направени лични карти и наполнет списокот избирачки. Во Ресен, во куќата на раководителот на Центарот за управување со кризе Табаковски Песко, се запишани 20 луѓе без решение за живеалиште. Во Кичево, во куќата на директорот на гимназијата Благоја Стојановски, се запишани 18 лица и така натаму, и така натаму. Ке излезат уште многу кои што ќе се полнат и како се празнат избирачките места, како вработени од одредени фирми, блиски до носители на функции на ВМРО-ДПМН, ги праќале нивните да гласаат во Газибаба, како од Газибаба гласале во центар, како од Кавадарци некаде на друго место и така натаму. Тоа е цел процес и затоа апелирам и тога и сега, апсолутно и тоа и сега, нека си покаже истрагата кој е правено, што е правено и како е правено во однос на тој дел. И во однос на оваа тема, мислам дека треба многу да бидеме внимателни и да спроведеме квалитетна истрага која што ќе покаже дали некој правел, што злоупотребувал, како злоупотребувал и за чии цели тоа го правел. И секој кој што правел ќе треба да сноси одговорност, без разлика дали бил во рамките на државните институции, дали бил носител на одредена позиција, дали бил надвор од Министерство за внатрешни работи, дали соработувал со институциите на тој начин тоа го правел. Значи, сето тоа апелирам да наистина истрагата покаже во однос на таа работа. Инаку, немаше никаков молк од моја страна во однос на ова прашање, излегом на неколку пресконференции во однос на целата таа истрага
Јас ја отворив истрагата и апсолутно направи све во рамките на Министерството за внатрешни работи таа истрага да добие и динамика и да се раководи така како што треба да се раководи. И во однос на конкретното прашање дали сум имал комуникација, апсолутно двајцата од луѓето воопшто не ги ниту познавам. Комуникации, слики и не знам што уште, значи во рамките на позицијата која што сум извршувал и предходно, може сум имал со милион луѓе, ама тие луѓе не ги амнестира ништо ако се сликаат со мене или со било кој од вас. Слики може да има разни, битно е дали тие луѓе направиле нешто или не и колку е решеноста тие луѓе да си сносат последици во однос на законот. Тоа е принцип по кој што треба да работиме сите ние заедно. Благодарам.